Добре дојде во студио за професор Љубомир Фрчковски. Професоре, после дебаклот, дипломатскиот дебакл, да ги соберат на заедничка маса сите лидери, четворицата лидери на заедничка маса во Виена, и одбивањето на председателот Иванов да ја повлече аболицијата, станува невозможно, или може би мислите поинаку, откако се најави истрага ТНТ, така наречена, каде што и Груевски е нотиран како еден од осомничените. Смета дека Иванов сепак ќе повлече аболиција и со тоа ќе се отвори врата за никакви преговори. Знаете што, прво, самите преговори, да ги наречеме технички пржено 3, се порасна владеачката групација, бидејќи они за да можат, ако можеле да ги изведат изборите и аболицијата, ќе ја извеле без никакви преговори, просирајќи ги, ставајќи ги пред свршен чин и внатрешните и надворешните актери. Бидејќи тука колабираат, не може да го изведат, они се согласуваат на пржино 3 фактички. Пржино 3, да речеме да се одржи сега, утре, заутре, последен месец, не може работите да ги остави вакви какви што се, ќе ги измени, што значи порас во основа на одложување на избори. Политиката на Сега што мислам дека пржино 3 може да се одржи, што мора да се одржи. И во контекст на овие санкции што ги најавија странците. Значи, пржино 3 се одвива меѓу два големи притисока. Тоа веќе не се расправи меѓу партиите. Расправите меѓу партиите се мртви. Не се одвива ништо таму. Туку се одвива меѓу меѓународниот притисок, кој сега добива една завршен спин, завршна фаза, и притисокот на јавноста на улици по демонстрации. Тие два притисока ги гледате како координираат на некој начин. И тие ќе доведат до следно. Притисокот од странците ќе доведе до прво и најважно. Делегитимирање на изборите на 5 на било кој начин. Они ќе излезат веројатно со изјава дека во контекст на овие сите случувања изборите од 5 не може да бидат легитимни на ниеден начин. Тоа ќе доведе до втор гест на дел од партиите на албанците кои се уште се поврзани со ВМРО. Мислам дека после тој гест они единствено што ќе им остане да кажат дека во таков однос, и тоа веројатно ќе се случи, ќе ги вклучат како што треба, не може да учествуваат на изборите. Изборите се претвараат во илузорна приватна забава на ДПМН, уствари колабираат. Изборите си за тоа закажани да се ДПМН да преговара преку нив, а не вистински да се одржат, и они тоа го користат. Второ, мислам дека серијата санкции притисоци што ќе следи, треба во оваа фаза, по моје мислење, да се таргетира, да се као ласер, да се прецизно се намести на делови на политичката елита на власта, а не на целата држава. Мислам дека санкциите треба да бидат да персонализираат сега. Значи замрзнување на имот, ставање на црна листа за надвор, закана со меѓународно суд, нешто од тој репертуар треба да се случи, а веројатно со... А не повлекување, например, на препорака? Не, ќе има поместување кај препораката, но може би не дефинитивно, туку замрзнување на препораката. Или одложување, да. Внимава да не ја казни државата. Односно граѓаните. Граѓаните кога веќе се јасно кој ја води играта во смер на едно распаѓање на институциите, тоа е владечката мафијашка екипа, тоа веќе. И второ, мислам дека кога и да е, добро е што така ги постави со услови овие преговори, овој пржино 3 лидерот на опозицијата, тоа е окей, таа врска со граѓанскиот сектор зацврсна на еден вистински начин, и вистински е позицијата јасна. И таа е клучна всушност во очите не само на меѓународната, туку и на внатрешната јавност, така е. Сега, она што ќе се случи на крај, бидејќи по клауза веќе секоја криза завршува со некој договор, дури и капитулацијата е договор. Значи, ја мислам дека тој пржино 3 одложен ќе ги има во основа неколку точки. Прво, нормално одлагање на изборите во светло на дефинирањето како нелегитимни потполно од меѓународната јавност и неприфатливи. Веројатно ќе ги поврзат со изборите за локалните избори едната година, за локалните избори едната година. Потоа, целата агенда од Приб извештајот мора наново да се врати со нова актуелност, што значи мора да биде донесен закон барем за државната радиотелевизија и за тие државни агенции кои ги регулираат генерално ситуациите на медиумите, не може да толку со приватните колку што ова зашто плаќаат граѓаните такса, тоа мора и може да се заврши. Тука го имаме предлогот на овој Вајнхауте како основа.
Трето, мислам дека они мора да нормално да не зборуваме за избирачкиот список, има време сега да се расчисти целосно во детај, мора да го расчистат оваа врска на партијата со државата на еден-два примера. МВР е едниот пример. Они мора да го расчистат хаосот и блокадата на министерот, што му ја прави заменик министерот, тоа мора да го стават во ред. Мора тука да се успостави хиерархија од страна на министерот и мислам дека можеби тоа ќе биде во контекст на една нова техничка влада, здрава техничка влада како што треба. Експертска, техничка, па независно али не ваква која е практично еден исцедок на баш исцедок, без никаков авторитет и без функција на владечката партија. Тоа не може на тој начин да се формулира, мора да се реконструира тоа. Мислам дека они ќе го свикаат собранието, ќе го потурат со пепел председателот на собранието и конечно, мислам дека ќе свикаат собранието за одлагање на изборите и етаблирање на овие законски решенија нужни и конечно нешто ќе направат со аболицијата на оваа несреќа што имаме како... Да, околу правните решенија, професоре, на Ѓорѓе Иванов, тој постојано вели дека би сакал и дека разгледува и дека се консултира со многу правници, експерти, но просто не гледа начин како тоа да го изведе, да ја повлече аболицијата. Кои се правните решенија кои му се нудат, ако вели дека се невозможни? Па знаете што, не е ништо невозможно, меѓутоа можеби за него е тоа невозможно, бидејќи самата аболиција е невозможна. Добри, при голем зала. Значи, тоа е една фигура која има газда, една несреќна фигура, тажна фигура, да не употребам друг термин, која има газда. Газдата му го поставил списокот што треба да направи, он направил серија глупости со аболицијата или помилувањето. Значи, можеме 3 или 4 да издвоиме јасни, кои се историски скандал, вака ќе се пишуваат во литература. Он во делото да надворот на мерата да ги помилува клучните криминалци за кои се базира кризата во Македонија и чие казнување би можело да отвори единствена перспектива на правда на новиот почеток за Македонија, таа диаболична намера нив да ги... Он направил правни грешки, абсурдни. Например, он аболицира или помилува случај про футуро, во иднина, без да се напише за кого е и кое дело е, што е абсурдно. Антиципира кои би биле идните осомничени. Второ, он аболира, помилува, ја ги имам решенијата, не ги дадува, да ги погледнеме како мислење, сведоци. Значи има помилување на сведоци, тоа не се случило во историја. Се поминува човек за кој е виновен, кој е покрената кривична постапка. За да помилуваш некого мора да има истрага кон него поведена и онда го помилуваш, па што е обвинет. А во овој случај сведоци, тие се, не може да се помилуваат сведоци. Зашто ги помилуваат сведоците? Затоа што тие луѓе кои се девуваат како сведоци се клучните директори или раководители на фирми преку кои владичката партија изгледа клучно перела пари и кога тие се нашле во истрагата, блиски до СИО, во процесот на СИО, паника ја фатила партијата и веднаш утре ден таа стартува аболицијата и ги помилува сведоците. Меѓутоа абсурдноста е што правно не може тоа да се изведе. И тоа во литература ќе се учи како идиотизам ала Хорхе. Трето, помилува луѓе за кои постои предистражна постапка. Сега за нив исто така, прво податоците се тајни, не може да ги издвои било кој, па и он. Но тој рече дека председателот се може Второ, независно од тоа што се може, он законски не смее да ги издвои лицата, пошто за нив не се знае дека ќе има обвинени, они може да станат комплетно, обвинителството се откаже, они не се обвинети лица. Така што не можеш некој кој не е обвинет да го помилуваш. Тој и така е невин. Потполно може и целосно да биде да се откаже обвинителството. Затоа во предистрага не може да се помилува лице. Тие три основи. И четврта основа, она што ја бране некои луѓе, односно некои колеги у пензија што се Шкарич, Гордан и останатите, тоа е дека членот 11 по кој председателот има право на така наречено помилување по исклучок, кој го искористил, всушност не постои сега во законот. Тој член бил избришан, па донесени се измени на законот, сега Уставниот сад ги укинува тие измени и автоматски стариот член не се враќа. Уставниот суд не е собрание да го врати членот назад на дупката на која ја направил, туку собранието мора преку измени да го врати назад. Бидејќи собранието распуштено тоа не го направило, тој член сега не постои. И он се повикал на член што не постои за целата аболиција. Значи имате 5 тотални правни апсурди кои он ги поголта. И велите дека Уставниот суд не би иницирал укинување на сега постојат 3
опции за правно решение. Едната е најблиска, најнормална. Не постои можност некој да го по касациона постапка тоа да го поништи, значи некој повисок или друг орган на него. Председателот е суверен во таа смисла. Едната своја одлука што ја донел, може да ја аброгира, да ја повлече со друга со иста сила одлука. Значи он ќе донесе нова одлука за повлекување на аболицијата и ќе побара од судовите постапките да ги вратат во моментот во кој настанала аболицијата и по правното правило лекс постериори дерогат лекс приори или по стариот, по новиот закон го дерогира претходниот закон, едноставно неговата одлука последна ќе важи и ќе се ја повлече пред. Тоа е единствен начин што може да го направи и некој правен да одржи некаква илузија на достоинство. Вториот начин е Уставниот суд да му ја поништи, што е помалку веројатна као постапка. Третиот начин е најлош за него, а тоа е веќе е покрената кривична постапка против него за злоупотреба на службените овластувања и права што му ги дава Уставот и законите, и тогаш треба Уставниот суд да му го симне имунитетот и он да се појави како обвинет. Таа е тешка операција и тој би бил таргет во таа операција. Не верувам дека таа ќе, можеби утре тоа ќе се случи, но не сега во оваа позиција. Значи останува само првата. Со нова одлука да аброгира старата. Сега тука знаете многу е тешко, бидејќи во меѓувреме обвинета и директно бившиот премиер. Сега се тие ножички стави. Не, зошто би ја укинал, тоа е прашањето, тоа е замка со која се отвара вратата да одговара Груевски. Видите, аболицијата каква погрешна проценка направи. Аболицијата всушност им се тури на грб како неиздржлив политички товар и предизвика лавина реакции која се има опасност да ги сруши целосност. Целата нивна операција сега е под сенка на аболицијата. Они не може да издржат. Затоа се овие обиди се консултирало. Он не може да се консултира, него само ќе му стават на маса што да направи. Но независно до тогаш. Затоа таа неиздржливост политичка од една страна е ги затвара и им ги врзува рацете за сило која друга политичка операција. Од друга страна, нивните лични судбини се во прашање. Сега директно ќе бидат обвинети и ако не бидат обвинети, имотот ќе им биде конфискуван. Значи кај Космос доволно е само конфискацијата према бившиот премиер да отиде и према министерот, они се на улица со се зградата на ВМРО како партиска зграда или тоа е огромна казна. Дури да не бидат обвинети. Така да нивната каде и да се свртат замката сега е таа ножичка во прашање, но не може да ја одржат аболицијата вака. Тоа е претежок политички товар. Све ќе сруши сега тој лош политички потез во кој лошо се калкулира, лошо се. И не би оделе во укинување на СЈО. Па не знам, ќе видиме, меѓутоа не, сега СЈО е посигурно од претходно. Тоа се гледа. Меѓутоа аболицијата е голем проблем, не знаат што ќе прават. Личните судбини се мора да се ги жртвуваат да го симнат тој товар. Било како било, изборите им се упропастени и веројатно ќе бидат прогласени тотално нелегитимни и они влегуваат во онаа фаза во која јас реков, тоа е кршење на коските. Никој не очекуваше дека ќе биде лесно, али ова е фазата во која се кршат коските на диктатурата. Но после 5 јуни доколку се одржат избори, влегуваме во отворена диктатура, професоре. Видите, не можат, мислам, Македонија е префрагилна држава, пресложена, мултиетничка, за да може да се изведе диктатура од белоруски тип. Од друга страна, они не можат веќе полицијата за тоа да ја користат. Полицијата е поделена, ни војската уште помалку, така што они може да направат само обид за тоа, но не е вистински исчекор кон диктатура. Јасен обид они прават и сега со овој удар во МВР, со удар кон СЈО, со аболицијата. Но тоа све ќе им пропадне. Важни се овие два притисока кои ги спомнав, а тоа е меѓународниот и притисокот на жестоката демократска либерална улица под наводници, да ја наведам да продолжат понатака и плодовите се тука негде се гледаат пред нас. Ние сме виделе неколку црни листи, особено на американската амбасада, односно на Стейт департментот, се разбира, но некакви последици не трпеле, барем политички тие политичари, Мендук Тачи или Али Ахмети и други. Па сега е зошто би било поинаку? Па сега е поинаку, гледате, целата приказна се склопува малку во една поголема слика, ја мислам дека е тоа јасно. Ги видовте паролите на минатиот
на вчерашниот протест. Значи НАТО е терористичка организација, НАТО зликовци, Амбасадорите надвор од ЕУ, амбасадорите надвор, таа приказна за тој жесток отклон кон антизападен и антидемократски отклон е јасен. Но тие дека не се нивни пароли, дека се Они може што сака, како не, нивната организација не допушта таков тип на грешки. Тоа не може да се случи. Тоа се пораки кои ги праќаат, но пораки кои соодветно ќе бидат разбрани, тие да немаат дилеми дека тие пораки ќе бидат разбрани таму кај што треба, да бидат разбрани и тој притисок ќе продолжи. Посебно социолошки, комуникацијски феномен е запенувањето на нивните клиенти, интелектуални, новинарски, кои ги бранат, кои се поврзани со нив со клиентелизам. Ќе видите, нивното пенење жестоко зборува за тоа чувствување на крајот. Таквата жестокост, таквиот фашистички речник, таквиот говор на омраза кој ние дури од најлошите меѓу нив не сме го слушале, сега експлодира на јавна сцена. Вие луѓе кои може да ги препознаете, да се пенат од омраза внатре во македонскиот блок. Тоа е поради тоа што го чувствуваат крајот и поради тоа што не може да видат како тие би живееле нормално после тој крај. Кај би биле нивното место, какво би било после тој крај во една нормална демократска Македонија. А околу санкциите, како би резултирале, какви последици би имале по обичните граѓани? Па видите, ние сме толку напатени овој период од нив, што ја не мислам дека тоа некако би се чувствувало некаков директен план на стандардите. Меѓутоа, како што ако ги прашате граѓаните, они вапат по некаква децидна реакција кон диктатурава. Нив им достасува всушност млакиот по некој пат, онака како го разбираат, млак одговор на меѓународната заедница. Собствениот стандард инаку тука нема дилема, па ја гледате каква е скопскиот отпор во оваа смисла, тоа е до крајот и на луѓето кои не се уопште партиски дефинирани. Да. Се со нас на секој ден на улиците, тоа е една нова атмосфера целосно и таа треба да издржи. И ќе издржи, пошто има таква енергија да издржи, а тоа е, не очекуваме демократска пролет во таа смисла без никаква дискусија. И околу санкциите повторно се најавува постојано реципроцитет на санкциите, дека ќе бидат укинати граѓански организации, не само Сорос се разбира, дека ќе имаат црни листи на амбасадори или на понизок ранг дипломати, значи од другата страна, власта тие ќе ги Гледайте, што е проблемот на власта? Власта не може да изведе власт. Сега се они во криза на обезвластеност, они покажуваат некаква пркост или желба. Например, они не можат да ги реализираат решенијата на владата во МВР. Не можат. Разбирате, не може. Они покажуваат желба тоа да го направат. Но не, он е хаосот, меѓутоа внимателно. На ВМРО никогаш не му се случило таква неможност. Они не се способни. Не може да ги реализираат решенијата, бидејќи решенијата на владата, одлуките мора да ги подпише со своји решенија министер. Тамо се началници тие кои ги подпишал министерот, никој не може да им се доближи, они може да ги мрзат, може да им викаат, може да ги плукаат, како кој е силен тамо, тоа е опасност, они сега се еден до друг, меѓутоа не може да ги заменат. Тоа утре ќе биде со одлуките за било што. Нема да ги реализираат одлуките, системот влага во процес на аномија, на распад. Не може да владеат и да ги спроведат диктатурските желби. Тоа е проблемот. Тој момент кога се заостри сега со некои од одлуките, тоа ќе биде моментот на тригерот на пресвртот. Они не може да владеат. Дете они вака се продуцираат варијанта дека ние ова ќе направиме, ние она ќе направиме, ги малтретираат своите луѓе, ги носат со автобуси, уствари не може да владеат. Таа аномија продолжува нивна неспособност. И тоа ќе ги колабира. Така колабираат диктатурите во таков процес. И колку трае тој процес за кој говориме? Па ја мислам дека овој месец пред нас ќе биде нормално процес на такво заострување. Главната одлука, уште еднаш ќе ја потсетам, е на странците дека изборите на 5 не можат да бидат прифатени и не можат да бидат легитимни. Тоа ќе ја отвори, тоа е тригерот у кој распадот за изборите, тога се покажува слабоста на власта да одржи било што. Тоа ќе има директен
удел во структурата на државната администрација, ако ни помирисаат дека овие се тотално неспособни ни да казнат, ни да наградат, ќе тргне една аномија. Целосно луѓето ќе почнат бар да се држат до своите професионални стандарди, ништо друго да не примаат. И сега не може да ги внесат во автобус да ги донесат, а замислите во таква ситуација. Се покажува потполна слабост на диктаторската партија да одржи дисциплина и тој распад тече во завршна фаза. Тоа е моето мислење. Добро, благодарам што бевте гости.